По пресрет на утрешниот празник Илинден во утринската програма имаме линковско вклучување од колешката Катарина Нацева, која се наоѓа пред споменикот на илинденците во центарот на Велес. Незин соговорник ова утро е историчарот Слободан Ников, каде ќе разговараат нешто повеќе за значењето на празникот. Кате, дали се слушаме? Да, студио, се слушаме. Денеска сме во центарот на Велес, каде ќе проговориме за историјата, но и сегашноста. Што значи Илинден 1903 и Илинден 1944 година. Пред да го започнеме на разговорот, јас би започнала вака. Илинден е изворот на македонската слобода, извор од кој се напојувале генерации на борци. Македонскиот народ никогаш не дозволи тој извор на слободата и самобитноста да пресуши или да замине. Тој останал чист и непресушен символ на нашиот непокор, на нашата борба и нашата освоена слобода. Денеска, токму по поводот Илинден, ќе разговараме со историчарот Слободан Ников, кој што подетално ќе ни објасни и ќе ни го каже значењето на Илинден 1903 и Илинден 1944. Најпрви, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро. На почетокот од овој наш разговор на сите македонци да им го честитам Илинден, двата Илиндена, денови од историјата на македонскиот народ кои што оставија длабока трага, испишани се со златни букви овие два големи историски настани кои што беа дадени големи жртви за ние денес да имаме оваа слобода, да имаме Република Македонија. Македонскиот народ водеше долговековна борба. Имаше многу буни и востанија пред да се случи Илинденското востание. Непосредно пред самото Илинденско востание, пред десетина години, односно веќе од создавањето на Македонската револуционерна организација, се вршеа интензивни подготовки за македонскиот народ да биде организиран и со организирано востание да се дигне против вековниот поробувач, да ја добие толку саканата слобода. Подготовките одеа тешко одеа подготовките, организацијата ги направи сите сили на Солунскиот конгрес во 1902 година одлучено да се дигне востание кој што беше замислено да се дигне истовремено во цела Македонија. Како што кажав на почетокот, подготовките одеа тешко бидејќи основно е за да се дигне и да има вооружена борба, мора борците во тоа време, комитите, четите да бидат снабдени со оружје, со муниција и се друго што е потребно за водење на една вооружена борба. Како тогаш тие се снабдувале со муниција и со оружје? Постојат ли можеби некои податоци и факти кои што покажуваат на тоа? Во најголем случај обезбедувањето на оружје и на муниција организацијата го врши со купување, буквално со купување или со заробување од турците. Меѓутоа, во најголем дел со купување. Парите кои што ги обезбедуваат на повеќе начини кои што ги обезбедуваат парите, се купува оружје и муниција. Меѓутоа, сепак, како што кажав и претходно за една борба организирана се води, многу треба и оружје и муниција. Дури во текот на самото востание веќе има изработено и работилници кои што изработувале куршуми, бомби и така натаму. Би се навратил на самиот почеток на востанието, веќе некаде уште пролетта 1903 година, веќе во Велешко, би се задржал овдека на вој дел на Велешко, веќе се вршат подготовки, бидејќи
Велешката организација, односно ВМРО потпаѓа под Скопскиот окружен комитет, се вршат подготовки за веќе по одредувањето на денот на отпочнување на Илинденското востание, на Смилевскиот конгрес во Смилево, се определува датумот. Во Велес, односно околината на Велес, почнуваат акции, забележителна е акција. Ова е непосредно пред востанието, некаде кај манастирот Свети Јован во Ветерско. Тоа е манастирот кој се иде од Скопје за Велес лево над автопатот. Има акции изведено тука на железничката пруга. Меѓутоа, после со самото отпочнување на востанието, главните учесници во востанието се велешките војводи Андреја Докурчев, Тодор Христоф Офистерчето и Јован Наумов Алабагот. Војводи кои што играат клучна улога во акциите кои се изведуваат на самиот ден на 2 август во Крушево. Они со своите чети, пред тоа подготовките кои се вршат за нападот на Крушево, со своите чети напаѓаат на институциите на турските власти, на чуматот, на други објекти кои што на даношните институции и така натаму. За брзо време, отпорот на турците е совладан и Крушево е ослободен, создадена е Крушевската република. Меѓутоа, покрај во Крушево, односно Битолскиот округ, што се дига во станието, што се дига, имаме и во Клисура и Невеска. Тоа се населени места денеска кои што се во егејскиот дел на Македонија под Грција, и таму се разгорува доста вооружената борба. Меѓутоа, турските власти не остануваат мирни. Турските власти ги презимаат сите можни мерки, воени мерки, за да го загушат востанието. Карактеристично за овој период, за загушувањето на востанието, силен притисок вршат и меѓународните сили во тоа време. Аустро-Унгарија, Русија, царска Русија, Германија, кои што врз султанот вршат притисок да не бира средства за да биде задушено востанието. Ќе се прашаме зошто се тоа. Оти дигањето на востанието кај овие големи сили од тоа време оцениле дека им се помешани плановите и концепциите за поделба на Македонија. Тоа е многу битен фактор, они веќе добро знаеле дека има организација која што го организира востанието, меѓутоа прават се, вршат силен притисок врз турските власти, војската, полицијата и сите можни воени сили во тоа време да преземат најригорозни мерки за да биде задушено востанието. На цела територија на Македонија за загушување на востанието е ангажирана војска од 167.000 војници. Аскер, што би се рекло на турски, регуларна војска 167.000, некаде околу 3700 конјаници се ангажирани со 444 топа. Кога ќе видиме споредбата востаниците, која бројка е на востаниците, на оружувањето и се друго што е составен дел на таа борба, можеме да заклучиме дека со колкава сила востаниците се соочуваат. Колку овде нашите востаници, војводи, комити успеале да се изборат за ослободување на Македонија и да ја заштита својата земја? Само жртвата која што ја даваат војводите и комитите, не само на Велешки терен и општо во цела Македонија, се огромни. Желбата за слобода голема е, голема била.
тие млади луѓе во тој период не ги жалеа своите животи, бидејќи нешто најсвето за секој народ, па и за македонскиот народ било да добие слободата, бидејќи веќе немало сила веќе да се издржи тој власта османлиска во тоа време против сите репресари и неправди кои што ги врши македонскиот народ. Со сите сили, значи Македонската револуционерна организација и значи воеводите и комитите и самото местно население кое што местното население им дава широка поддршка и на комитите и на воеводите, даваат се од себе за да извојуваат слобода. Меѓутоа, како што кажав претходно, востанието беше крваво задушено. Командантот на воените сили во тоа време во Битолскиот вилајет Бахтияр Паша на своите воени сили и на Башибоздукот им дава наредба, им вели стоката ќе биде ваша, а славата ќе биде моја. Што значи дава добар сигнал, значи одврзани раци има да прават се што сакаат врз веќе незаштитеното македонско население. Многу, значи стотици села се изгорени, и јадници, борци, комити се убиени, иселени се некаде во тој период има една проценка некаде околу 30.000 македонци, значи се протерани од тие реони каде што било зафатено со востанието. Што потоа се случува во текот на 1944 година, кога тие повторно се обидуваат да кренат востание и повторно да ја одбрана над Македонија? Знаете, задушувањето на востанието, действијата на пропагандните сили и на четите, како на врховисти, така на српски чети и на андартите меѓу балканските војни, за време на балканските војни, за време на Првата светска војна и покрај тоа што многу големи злодела извршија врз македонскиот народ, идејата за слобода кај на македонецот не изостанува. Втората светска војна, значи која беше еден добар сигнал, беше и повод македонскиот народ повторно да се дигне на вооружено востание против фашистичките окупатори на Македонија. За голема среќа македонскиот народ ја извојува слободата, толку саканата слобода, меѓутоа само на овој дел од распарчена Македонија. Круна на вооруженото востание од 1941-1944 година беше одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Тоа е антифашистичкото собрание на народно ослободувањето на Македонија, кој што ги удри темелите на современата македонска држава. Беше дадено до знаење дека веќе се формира македонска држава. Карактеристично е тоа, ако забележавте на почетокот од моето кажување, ако за време на Елидненското востание големите сили во тоа време, Аустро-Унгарија, Царска Русија, Германија и така натаму, кои што беа против постоењето на самата организација и против дигањето на вооруженото востание, веќе за време на Народно-ослободителната војна веќе имаме представници во главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија од сојузничките сили, од англиските и руските и руски представници кои што даваа гаранција дека по завршувањето на Втората светска војна македонскиот народ ќе има право да на своја држава, па макар и во составот на тогашна федерална Југославија. Жртвите кои што беа дадени пред Илинденскиот период, за време на Илинденското востание, после востанието и за време на Народно-ослободителната војна се добар показател и затоа
која беше голема жртвата која што ја даде македонскиот народ за сопствената слобода. Држава и слобода се добива, тешко се добива, тешко, многу жртви се даваат за да имаш сопствена држава, меѓутоа и за слободата да ја добиеш. Меѓутоа мора да направиме и ние сега како граѓани на Република Македонија да ја сочуваме оваа наша прекрасна татковина за традициите кои што ги имаме од минатото, да ги пренесуваме на младите генерации. Чист пример можам да ви кажем еви со веќе неколку децениското одржување на конјаниците или денските конјаници кои што веќе продефилира во Велес. Токму тоа сакав и да го напоменам, кога веќе денеска, после толку години борби, битки кои што биле војувани со оние кои што едноставно сакале да ја нема Македонија, денеска веќе имаме слободна Република Македонија. Меѓутоа, сведоци сме, како што и самите кажавте, на нешто што секоја година традиционално се случува, односно тоа е конјаницата, која што од неколку градови во Република Македонија тргнува, меѓутоа сите заедно на едно место го одбележуваат споменот, го одбележуваат денот на Илинден, каде што всушност и било Илинденското востание на Мечкин камен во славното Крушево. Што ова представува за денешна Македонија и колку овде можеме да кажеме дека македонците го почитуваат минатото, ја почитуваат историјата и ја продолжуваат традицијата? Вака, пред малку спомнав во врска со конјаниците. Доаѓањето на конјаниците во Велес, нивното заминување од Велес, значи за да продолжат кон Крушево, кај сите оние кои што ги пречека и наредното утро кои што ги испраќа да стигнат до целта, забележав кај голем дел имаше една на лицата имаше една голема радост. Едноставно забележав дури и оние од емоции кај одреден број дури и солзи имаше кај луѓе кои што оноа чувство македонско што може да се отстига, да се види преку самите нив, тоа е многу големо. Треба тоа, значи, да го задржиме, треба уште повеќе, значи, да се вклучува што повеќе млади. Да напоменам и тоа дека ние во Велесеве 14 години, значи 14 години вршиме одбележување, односно полагаме цвеќе и на споменикот на Јован Наумов Алабакот, значи тоа го вршиме секој 1 август спроти Илинден во село Раовец, каде се наоѓа и гробот на овој голем македонски војвода. Традиција која што ја востановивме и која што на тоа одбележување се повеќе доаѓаат млади, а тоа треба да нарадува, младите треба да почитуваат историјата, бидејќи народ без собствена историја, без минато, не може да има и иднина. Мора да правиме се преку разни форми да ја историјата што почесто да биде ликовите и настанието од историјата меѓу народот да бидат присутни, да бидат во позитивна смисла, кога велам да влечеме поуки од настаните во минатото, а посебно значи ние македонци, бидејќи имаме навистина крвава историја, илјадници жртви се дадени и тие жртви мораме да ги почитуваме. Да напоменам дека во Велес има доста кои што учествувале во Илинденското востание, така да дури еве ќе кажам еден друг податок, после завршувањето на Втора светска војна, некаде околу 49-та, 50-та, 51 година, кога е востановена и Илинденската споменица, на сите оние преживеани учесници во Илинденското востание им е доделено признание преку Илинденската споменица.
голема е честа, значи, и на тие семејства што ја имаат оваа и илинденска споменица, да ги чуваат тие треба белези од историјата на македонскиот народ, од колено на колено мора да се пренесува историјата, бидејќи треба да ни бидат пример многу околни држави на кој начин и како ја негуваат историјата. Мораме да видиме, како што кажав, присутни во секој поглед за да се почитуваме историјата, а со тоа и ќе не почитуваат и останатите. Ако видат дека навистина овој народ има историја, се почитува, ќе биде почитувани и од другите народи. Вие како историчар кој што секојдневно сте меѓу луѓето и младите, колку младите имаат интерес за, односно овие поновите генерации кои што допрва доаѓаат и се некаде на некоја помала возраст, колку покажуваат интерес за македонската историја и колку знаат да побараат мислење можеби од некој повозрасен, стручен во таа област? Па вака, младите прво преку образовниот систем, значи преку школите, значи таму прво треба да истекнат основните знаења од историјата на македонскиот народ. Потоа покрај во воспитно-образовните институции сигурно дека треба да се негува историјата и дома во семејството. Јас верувам дека ако не секое, од секое второ семејство во Велес и пошироко сигурно имаат некои учесници или во Народно-ослободителната војна или по одминатите движења. Преку разговор и кажување на тоа што се случило, младите на тој начин прво ќе засакаат историјата, ценам дека младите без разлика можеби јавно не искажуваат кој знае колку нели поглед на тоа дали почитуваат или не, меѓутоа имам чувство дека си ја сакаат историјата. Си сакаат историјата и тоа се повеќе ја сакаат, а тоа можам да ви потврдам еве при одбележувањето односно при посетата на гробот на Јован Наумов Алабакот, колку млади само присуствуваат и се распрашуваат кој бил тој Алабакот и други дејци од историјата на Македонија, значи на Велес и пошироко, интерес има кај младите. Има само треба пак ќе ви кажам, значи и професорите, значи наставниците по историја во семејствата треба значи да се негуваат треба значи настаните, само на тој начин ќе се доближи историјата до младите. Во спротивно може се се прави ако дома не се зборува и во училиште, значи ќе ни биде бесцелно се, меѓутоа младите сепак си ја сакаат сопствената историја. Имаме многу да зборуваме, имаме голема историја, имаме длабоки корени, настани кои што влијаеле во текот на ослободувањето на Република Македонија. Јас овде ќе ви се заблагодарам за вашиот исцрпен разговор и се надевам дека ќе имаме и следна прилика да проговориме. Добро ви благодарам, значи како телевизија и уште еднаш на сите граѓани, на сите македонци им го честитам двојниот Илинден 903-944. Студио, се надевам дека бевте задоволни од разговорот, а нашите гледачи научија можеби нешто повеќе за историјата што не го знаеле. Овде го завршуваме разговорот, јас само за крај ќе им го честитам празникот на сите наши гледачи, на сите жители на Република Македонија. Нека е за многу години. Катерина Нацева, јас ти благодарам за ова вклучување во утринската програма. Исто така и на соговорникот можеш да му се заблагодариш за исцрпните информации по повод утрешното празнување 2 август Илинден. Оваа прилика ја користам исто така и на сите оние кои што во утрешниот ден, во текот на утрешниот ден ќе го прославуваат и својот именден, сите оние кои што се викаат Илија, Илинка, Илина и така натаму. Почитувани гледачи, ова беше од прилика се она што се однесуваше за утрешниот празник и за значењето на Илинден. Сега во продолжение ќе го погледнеме и вториот рекламен блок, а веднаш потоа се враќаме во студио со нови информации.